Добро дојде во студио за професорот Љубомир Фрчковски, еден од уставотворците, кој го пишуваше членот 90, кој се однесува на конституирање на влада. Па не можам да се сетам, мислам дека јас и Лазе ги пишував. Лазе Китановски. Китановски, да. Да. Ајде, професоре, околу вчерашното обраќање на Иванов, се отвори повторно можност сушност мандатот да го добие ВМРО, заради тоа што вели дека онаа коалиција која ќе обезбеди 61 пратеник, но околу неговото обраќање можеме да одиме ред по ред и според голем број на реакции и критики, одамна веќе го има прекршено уставот. Како вели тој? Сакам да ви известам дека мандат ќе добие коалицијата која ќе докаже дека обезбедила мнозинство во собранието. Значи, тука отвора можност ВМРО да влезе во таа трка. Не бар ова е најбрзиот прст, кај председателот. А потоа вели прво потврда и доказ за мнозинство па мандат за составување на влада. Тоа никаде во членот 90 не го пишува, ниту пак во деловникот околу избирањето на владата од страна на собранието. Да, што на почетокот чувствувам должност да се извинам за нашето пречесто присуство во јавноста, бидејќи оваа сапунска серија што ја тера председателот со интерпретација на уставот и со играње со уставот не воведува од пат, од глупост во глупост и тоа нема крај, ќе го изгубиме основниот бизнес. Дајќи коментари по телевизија. Добро. Значи, во тоа 5-минутно обраќање председателот во дното кое го постигна претходно со кршење уставот ископа уште една дупка. Два пати даде изјава која директно крши уставот. Првата изјава и при тоа тажната приказна е што он не разбира што зборува, дека зборувајќи го крши, не знам словетниците што му прават, кој он веќе толку ограничен. Значи он прво даде изјава дека во двата настапа околу давање на мандатот, овој сега и оној претходниот, го почитувал уставот. А двата настапа се различни целосно. Во првиот случај он го даде на партија која има по број мандати највеќе во пратенички места, но нема мнозинство во собранието како што е прецизирано. Да, не ни прашаш. Член 90. Значи, го прекрши уставот и тоа му го кажа и Шкарич, и јас, оние што нешто знаат, оние што нешто не знаат. Добро. Не е важно. Во меѓувреме и тоаш го оправдува тоа со почитување на така наречената традиција. Што го почитува традиција, го почитува дека уставот. Дека еднаш имало преседан и се води по таа логика. Тоа не е за него никаква. Уставот е рамка која треба да ја почитува и тоа е во таа смисла многу прецизен и јасен. Вториот случај сега се враќа на уставот во основа, таа е попрецизна однесување, меѓутоа тоа е како да играте фудбал и сега ги менувате правило сред игра. Пенал шутирате од 11, па потоа викате, не, чекај следниот пенал од 25 метра. Така го прави он, да го менува и мисли дека е тоа исто. Зборува, при тоа замислете неверојатна таа ситуација, скоро психолошки интересна. Он не разбира што зборува. Зборува дека почита уставот, а две различни ситуации објаснува. Добро, не е важно. Значи во овој случај во првото делење мандатот сигурно го прекршил уставот. Точка. Втората ситуација е појасна и има повише согласност со уставот, така требаше, така му рекове, така требаше да постапи и првиот пат. Но он немаше сила. Он е исплашено зајче, он не може да му писне на Груевски да му рече не ти го дава мандатот, ти ќе ми покажеш дека имаш мнозинство. Не смее тоа да го каже. Кога тоа пропадна, кога му даде обид као мало дете. Уценете притиснат. Не знам, кажам што е важно, е глупав, него гледате јавно се глупира. И сите ние сега треба коментираме наука да правиме од тоа. Конституционализам од тоа треба да се прави. Сега, во вториот случај е појасно. Единствена слобода која има председателот во строго формалната улога да го додели мандатот, он нема креативна улога, ниту некаква суштествена улога, може да најде начин како ќе се докаже дека некој од тие со кои се консултира има мнозинство. Може да оди преку собранието, може да оди заверка подписа преку нотар, нема како да го прави, но тоа е све што може да го направи. И потоа мора да го даде мандатот на тој што го има. Значи сепак треба да му се достави доказ. Треба да му се достави доказ или уверување, стои уверување, на пример, уверување беше искуството на словенечката ситуација. Добро. Кај Колинда во Хрватската беше доказ со подписи. Дали преку собрање преку нотар не ми е јасно, да не импровизирам. Важно во таа смисла има единствена слобода околу утврдување на како го докажува тоа и ништо повеќе. Добро. За после тоа он прави во изјавата второ флагрантно кршење на уставот,
барајќи програмски определби во Да. логика на мандатарот, кои се 2 или 3 или 5 Заштита, можат да ги бараат. ќе ми дозволите да прочитам, заштита на државните интереси на Македонија, што вели одиме значи со првата, подразбира зачувување и зацврстување на унитарниот карактер на државата. Со ова го ја отфрлали платформата на албанските Видите, партии. не Како знам ви ова го разбирате? Мислам, он тоа можем да дискутираме што он сакал да каже со тоа, меѓутоа прво да констатираме дека тоа не е негов работа според уставот. И директно ја крши својата позиција уставна. Тоа е работа која уставот ја дал на собранието. Само собранието расправа за програмата на владата и владата само пред собранието ја изложува својата програма. Тоа е абецеда во поделбата check and balance на власт. Се он го крши тоа и према владата и према собранието. Не презема законодавната улога. Се глуми некаков ердогански систем, како. Мандаторот не смее да постапи по неговото барање, бидејќи и тој би го прекршил уставот ако му понуди програма на претседателот. Тоа не е бизнис на претседателот, тој не смее да го прави. Он пошол од она логика на гачки. Сега јас имам улога, ја представувам целата држава и сега се грижам и за тој дел од програма. Тој тоа го прави, ја представува целата држава, преку можностите што му ги дал уставот, а тоа е да има суспензивно вето на закони, да има властувања во одбраната и во надворешната политика. Низ тие инструменти он ја покажува својата уставна позиција, се грижи И да го представува. креативноста се разбира може да ја толку покаже. и тоа нема, тоа треба да го разбере секој цивилизиран човек, елементарно цивилизиран, тоа не е проблем да бидеш нешто посебно. Добро, што значи второ, како што вели тој системска реформа по кризата, кој ќе бидат отфатени сите субјекти, национална безбедност. Ти влагаш у невозможна ситуација, што сакал Хорхе да каже. Тоа не е Добро. невозможно. Овдека можете да претпоставите дека се обидува да направи зачка, да не му го даде мандатот, да речеме, на Заев, туку да рече, аха, немаш ти програма, па не. Меѓутоа, тука има излез околу тоа. Просто, работата со него... Излезот е во мнозинството во парламентот. Има некакви преседани, например, ќе ве упатам на преседанот што го направи Словенија 2011 се чини година, кога Турк не му го даваше, не сакаше му го даде мандатот на Јанес Јанша, како втор мандатар исто, поради тоа што, мислам дека некоја постапка се навестуваше против Јанша и поради тоа не сака, или не го трпел, не знам што. Јанша го собра мнозинството, во парламентот ја презентираше програмата, со тоа мнозинство ја избраа владата и го секоја претседателот и немаше никаква постапка. Таква постапка пред Уставен суд не може да се води, бидејќи Уставниот суд веќе одлучил дека таа постапка дулање е дејство акција, не е општ акт и не може по него нема надлежност да расправа. Према тоа чистата е, доколку заглави ова, доколку се покаже притисокот на ова партија на ДПМН која оди во опозиција преку претседателот таков упорен, скандалозен, да ја брука и државата и себе и све, тогаш овој начин на конституирање на власта која е уставен интерес, веројатно ќе се оствари. Тука нема дилема, не може да се закочи системот. Да. Преку мнозинството во собранието. Парламентарното мнозинство да биде избран председател во собранието. Председател програмата на влада, владата ќе биде избрана и ќе заврши приказната. Да. Велите дека со ова велите ги отфрлат оние критичари кои велат дека долкрај не е прецизен уставот заради тоа што нема објаснување што доколку некој не обезбеди мнозинство. Во таа ситуација... Дали мислиш вака теоретски, вака ја тебе те прашам, да било какво решение прецизно пред уставот ќе ги спречи овие сапунски идеи за блокада да дојдат едни и други кога некој не сака. Верувате дека не би ги спречило? Нема ништо, тоа само нас не тераат и тоа е дел од нивната условно победа, која ние почнуваме да размислуваме дали уставот е прецизен или не, а не за нивните глупости, лоша волја и обструкција, на директна политичка обструкција. Према тоа, уставот е таков каков што е во сите држави, каде што не предизвикува проблем. Прецизен е во оваа смисла, мнозинството некој ме прашаше, па не се пише кој е мнозинство, дали е апсолутно да релативно. Добро се знае мнозинство што значи во парламент. парламент. Како се знае. Мнозинство на влада не и на е пратенички 1+1, места, да, инаку би пишувало пратенички места во, односно победник на изборите. Се е тука јасно, во таа смисла, неговите обструкции се кршење на уставот, тие се јасни. Нашата немоќ да го казниме за тоа, или барем сегашна немоќ, може да го не го казниме, не треба да ја реперкуираме, да ја враќаме врз мазохистичка анализа на уставот кој е јасен во таа смисла. Добро, што е следно, уште еднаш ја прашам, значи председател повторно ќе земе, како што пише во член 90, должен во рок од 10 дена
Да. Значи ќе земе повторно 10 дена? Истите тие 10 Добро. дена за вториот мандат нема друг И рок. доколку не успее ниту еден од лидерите или некој од Видите, членовите доколку на не успее политичките никој од партии, лидерите, тоа е друга ситуација. Да. Ние имаме ситуација кај што може да се случи да не успеат да создадат мнозинство, тогаш расправаат, тоа е политички неуставна категорија, за варијантите малцинска влада, техничка влада, влада на голема коалиција, сите во владата се вика голема коалиција, Или не пак широка, распишување на голема. нови избори. И на крај, ако и тие операции не Не се успеат, успешни, онда се распишуваат да. нови избори. Да. Толку. Не, добро, јас благодарам што бевте. No.